Македонија повторно во чекалницата за влез во Европската Унија. Неверојатно и оваа година ќе ја поминеме чекајки го датумот, кој владата 5 години ни го ветува. Брисел пак со стара нова шлаканица за Македонија. Преговори нема, додека не се реши спорот со Бугарија. Но владата, барем јавно, ни нуди решение. Според делот аналитичарите, ситуацијата во која се наоѓаме сега е производ на лошата дипломатска политика која ја води власта. Велат, имаме неискусни дипломати кои дури и наивно веруваат дека само со промена на името вратите од европското семејство ќе бидат отворени. Нашата надворешна политика не ги контролира надворешно политичките случувања, туку едноставно ги консумира, при тоа трпејќи штета поради непознавањето на основните работи на надворешно политичкото делување и како се функционира, односно како функционира дипломатијата во тој контекст. Да верувате дека со промената на името ќе ви се отворат вратите на НАТО можеби, меѓутоа на Европската Унија беше малце наивно и ви кажав, така не се води надворешна политика, не се води надворешна политика која во основа е серивна и поданичка, која не се грижи за она што значи национален интерес. Неконзистентните ставови на македонската влада и дипломатија, според делот аналитичарите, ја чинат Македонија многу. Вчера, како позитивна вест, беше објавена информацијата дека македонската влада неверојатно успеала да издействува во Брисел. Македонија и Албанија доаѓаат во пакет за добивање датум. А пред неколку години тоа беше болна точка за нашите интеграции. Поранешниот амбасадор во Вашингтон, Наумовски, веле дека многу жртвувавме, а владата не исполни ништо од тоа што ветуваше, поврзано со почетокот на преговорите. Сега гледаме дека доколку порано бевме поборници за раздвојување на групата со Албанија, сега на некој начин ние сме тие што бараме да останеме во групата со Албанија, бидејќи очигледно Албанија е поблиску до почетокот на преговорите отколку што е Македонија. И тоа зборува за една ситуација во која што владата едноставно не е способна да направи исчекот напред кон почетокот на преговорите и зборува за неспособноста на владата да го исполни она ветување кое што го даде. Имено подолг период тие надежи беа подгревани токму од македонската влада дека после сите болни компромиси за нашето општество, почетокот на преговорите требаше да биде логички след на работите. Премиерот Заев пак тврди дека Македонија не се откажува од падот кон Европската Унија и дека не сакал да се разговара за македонскиот идентитет кој е на маса. Но прашање е кој дозволил истиот да биде ставен како точка на разгледување, односно разговор.